Псалм 103. Фала на Божјото милосрдие. Давидов псалм. Благословувај го Господа, душо моја, и се што е во мене неговото свето име. Благословувај го Господа, душо моја, и не заборави ги неговите добротворства. Тој ги проштава сите твои гревови. Тој ги исцелува сите твои болести. Тој ти го спасува животот од распадливост, те овенчува со добрина и со љубов. Ти го исполнува животот со добрини и твојата младост се обновува како на орелот. Господ прави праведни дела и на угнетуваните им ја враќа правдата. На Мојсеј му ги објави своите патишта, на Израелевите синови своите дела. Жалостив и милостив е Господ, долго трпелив и многу милостив. Овој псалм можеме да го вброиме во псалмите на благодарноста. Псалмистот Давид, од љубов кон Бог, се поттикнува себе си и ги изразува најдлабоките чувства пред Бог. Тој изборува на својата душа и воедно му заблагодарува на Создателот за сите добрини и милости, доживеани во неговиот живот. Душата негова е благодарна. Тој е свесен дека се што има не е негово, тоа му припаѓа на Бог. Затоа почнува со редослед да ги набројува Божите милости примени во текот на неговиот живот. И вели, Бог простува гревови. Да, нема подобро чувство и задоволство кога се знае дека гревот е очистен и дека тој нема веќе власт над оправданиот грешник. Нема повеќе тага во срцето за сторен грев, нема нечиста совест која го тишти човекот, нема повеќе казна и страдање за своето беззаконие. Давид знае дека Божјата милост е толку голема, што гревовите за секогаш се заборавени и се фрлени во длабочините на морето. Бог исцелува болести. Колку и да сме скептични кон Бог, сепак тој помага и на нашето тело. Болестите се најразлични. Бог му ветуваше на својот народ доколку бидат послушни, ниту една болест не ќе ги нападне од оние што им беа познати во Египет, зашто таму беа 400 години во робство. Ветувањата се уште траат. Се уште можеме да му кажеме на Бог: Боже, излечи ме, оздрави ме, Боже, дај ми здраво тело, Господе. Животот ни го спасува од распадливост. Знаеме дека старееме и умираме, а сепак, кога се надеваме во Бог, животот наш е сигурен, зашто знаеме дека има воскресение. Тој те овенчува со добрина и со љубов. Венците и круните се ставаат на лица кои имаат царско достоинство, на личности кои допринесуваат за човештвото. Така и ние, бидејќи удостоени од Бог, преку вера, ние сме обкружени со добрина и со љубов. Кога со тоа сме обкружени, нема место за страв, за сомнеш, чекориме храбро и тогаш кога се околу нас е несигурно, кога има војни наоколу, болести, очаи и депресии од секаков вид. Божјата љубов ги охрабрува нашите срца и со насмеаност ја очекуваме блажената надеж која не очекува. Потоа псалмистот вели: Твојата младост се обновува како на орел. Иако доживуваме старост и распадливост, сепак апостол Павле го согледува овој проблем поинаку и вели: Ако и да се распаѓа нашиот надворешен човек, сепак внатрешниот се обновува од ден на ден се повеќе на слава Божја. Нашето срце, душа и ум се освежуваат кога размислуваме за Бог и за неговите милости кон нас. Млади сме, секога со Бог, зашто животот го живееме според Божјата волја, а тоа е суштина на животот. Господ прави праведни дела.
Тој никого не онеправдува, туку на секој му враќа според неговите постапки. Се што направил во текот на човечката историја, ништо не сгрешил, туку секогаш постапувал праведно. Ако се случило да пропаднат некои цивилизации и народи, тоа го направил според неговата правда. Ако некои народи или семејства се воздигнале, тоа го сторил пак според неговата правда. Се што направил за Мојсей и за синовите на Израел е според неговата долготрпеливост и жалостивост. Потоа, Бог е жалостив. Ако ни враќа според се она што го правиме, тогаш кој би опстанал во живот? Сите пред време би заминале од овој свет. Бог ги сожалува своите созданија. Не дека Бог не создаде за таква цел, туку со гревот што си го навлековме врз себе, се оддалечивме од Бог, си натрупавме болести, смрт, распаѓање и секакви страдања. Затоа Бог, знаејќи оваа тешка положба, долго го трпи секој човек и му укажува чест за да се врати кај него. Иако Бог се гневи на гревот, сепак тој го воздржува, за да не загинат неговите созданија. Божиот гнев е страшен и уништувачки, гори како оган и е уште пострашен. Но Божјата милост и љубовта го стишуваат, за да се изнајде начин да се спасат луѓето. Тоа не ни дава можност да грешиме, туку уште повеќе да се боиме од неговото свето име, зашто е свето и праведно. Божите ветувања што ги дал за човештвото, го одржува самото човештво и тие траат до крај. Бог никогаш нема да отстапи од човекот, зашто ние припаѓаме на него. Негова творба сме, создадени за Божја слава. Се што треба да се направи е да му благодариме на Создателот, дека имаме опростени гревови, сигурна надеж и вечен живот со нашиот Спасител и Господ Исус Христос. А за да станеш и ти учесник во овие милости и добрини, потребно е да направиш неколку чекори. Како прво, да поверуваш во Библијата и незината севкупна објава преку Исуса Христа Божиот Син, кој дојде во свое време да направи откуп на гревовите за сите луѓе. Како второ, да ги признаеш сите гревови и престапи направени од знаење и незнаење и за секојаш да го замразиш гревот од кој што страдаш. И трето, да живееш во согласност со Божите зборови, за да имаш удел во Божите благослови и ветувања, бидејќи Бог го благословува само оној кој ја твори Божјата волја. И четврто, биди добар сведок на Божите милости и потврди го тоа со сопствениот живот. Зашто е запишано? Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него, да не загине, туку да има живот вечен. Нему нека му е слава и чест во сите векови. Амин.